По 3-часовниот лет од Кина преку Инстанбул, македонските ватерполисти вчера пристигнаа во Скопје. Беа дочекани како херои, а тоа го заслужија. Македонија се гордее со ватерполистите, го освоија третото место и бронзата на Универзијадата во Кина, а во Скопје беа пречекани онака како што заслужуваат сите кои носат медали на нашата земја. Веднаш по пристигнувањето во Скопје следуваа честитки од сите, а потоа на пресконференција ги изнесоа своите импресии од турнирот во Кина и секако освојувањето на бронзениот медал. Селекторот Владимир Латковиќ со големи емоции за прв пат јавно изјави дека иако тоа не е, сепак е горд што е македонец. Сад пошто е јавно да се захвалим прво мојим момцима кои су свим срцем били македонци и кои свим срцем играли за Македонiju и на тај начин успели да нашу заставу дигну на победничко постолје. Што се тиче Универзијаде, треба би да резумирам утиске пар дана да би мого нешто више да вам кажем. Сад е све емоција, мало јумор око пута, а да не би дужио, волео би да се захвалим овако свим људима из Ватерполо федерације, Стефану, Ани, Владку, свима кои су били уз нас, свима кои су дали свој допринос овом историјском успеху за Македонiju. Ovo ne osjećam se prvi put, ali prvi put javno kažem da sam ponosan što sam Makedonac. Сите играчи на селекцијата заслужуваат респект, особено голманот Маринковиќ, кој како што изјави тренерот на голманите Боби Кузмановски, беше еден од најдобрите на турнирот кој на неколку пати со своите одбрани придонесе Македонија да стигне до бронзата во Кина. Пошто ја работам со голмани, можам слободно да кажам дека во наша репрезентација голманите, може да Маринковиќ, може да слободно беше прогласен и за еден од најдобрите голмани на Универзијадата. Со тоа што неговото искуство, неговиот квалитет дојде највише на израз кога се изведуваа петерците. Затоа што со своји 3 одбрани едноставно не донесе во четвртфинале. Што се однесува до голманот Бојан Јаневски, значи квалитетот го поседува, искуството му е послаба страна, па со оглед на тоа, затоа и минутажата е помал. Долго ќе се памети Кина и овој бронзен медал, бидејќи ретко кога нашите спортисти во екипни спортови успеваат да се искачат на победничкиот пиедестал. Каратистите и ватерполистите се единствените кои во екипен спорт на Македонија и донеле медал од големи надпреварувања.